Почнуваме со вестите. Вчера се одржаа локалните избори 2017 година. Граѓаните гласаа за нови градоначалници и советници, но изборите овде не завршуваат. На 29 октомври ќе има и втор круг во неколку општини, меѓу кои се Штип и Македонска Каменица. Значи, што се однесува за Источна Македонија, додека градовите Кочани, Берово, Делчево и Пехчево имаат нови градоначалници. Локалната власт ја преземаат кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во 7 општини ќе има втор круг. ВМРО ДПМН имаат предност во 4, а СДСМ во 3 општини. Што се однесува за советите на општините, мнозинството на советници го има СДСМ во вкупно 9 општини, а само Чешиново, Облешево и Зрновци мнозинството на советници е на ВМРО ДПМН. Податоците на Државната изборна комисија се веќе објавени на нивната веб страница. Никол Чуелиев од СДСМ е новиот градоначалник на Кочани. За него гласало 11.622 гласачи, или во проценти 55,80. Звонко Пекевски од СДСМ е новиот градоначалник на Берово. Има убедлива победа на овие локални избори, за разлика од претходните, кога во вториот круг изгуби. За него гласале 5.006 гласачи, или 60,96%. Пехчево за нов градоначалник го има Драган Тренчовски од СДСМ. За него гласале 1680 или 52,65%. Во Делчево по 8 години СДСМ ја презема локалната власт. Таму нов градоначалник е Горан Трајковски, каде што за него гласале 5100 или 51,83%. Во останатите 7 општини во Источна Македонија, Штип, Пробиштип, Македонска Каменица, Виница, Чешиново, Облешево, Зрновци и Карбинци, кандидатите за градоначалници на СДСМ и ВМРО ДПМН ќе го трчат вториот круг, а на 29 октомври ќе се знае кој ќе победи. Во Штип, Пробиштип, Зрновци, Чешиново, Облешево предност имаат кандидатите на ВМРО ДПМН, а во Македонска Каменица, Карбинци и Виница предноста е на страна на СДСМ. Штип е со најтесна разлика помеѓу Елчо Захариев од ВМРО ДПМН и Благој Бочварски од СДСМ. Захариев води со 35 гласа. Штипјани гласале за Захариев 13.966 или 48,10%, за Бочварски 13.930 или 47,97%. За најголемиот град на Истокот пресудија неважечките ливчиња. Во Пробиштип Тони Тоневски од ВМРО ДПМН има предност од 200 гласа наспрема Драгана Анастасов од СДСМ или Пробиштипјани гласале 4523, односно 46,49% за Тоневски и за Анастасов 4321 глас или 44,41%. Во Виница предноста има Ивица Димитров од СДСМ, за него гласале 5113 или 48,46%, за Мартин Павлов од ВМРО ДПМН 4852 гласа или 46,16%. Карбинци за вториот круг предноста е има Јордан Насев од СДСМ, за него гласале 48,17% од излезените гласачи, а за Зоран Минов, кандидатот на ВМРО ДПМН, 33,88%. Чешиново Облешево предноста има Горан Чозашов од ВМРО ДПМН, или за него гласале 47,48%, наспрема Горанчо Крстев од СДСМ, кој има 46,54% од гласачите. Во Македонска Каменица предноста има Сонја Стаменкова од СДСМ, или гласале 2435, а за Дарко Витевски од ВМРО ДПМН 2271 глас. Во најмалата општина на Истокот Блаже Станков од ВМРО ДПМН има 791 или 48,50%, а за Ванчо Митев од СДСМ гласале 460 или 28,20% од излезените гласачи. На овие избори граѓаните покажаа дека се за промени за подобар живот, за скромност. Во наредниот период на Штипјани ќе треба да им докажеме дека со нашите проекти ќе понудиме живот за сите, а на 29 октомври СДСМ ќе победи, рече Благој Бочварски на денешната пресконференција. Во наредниот период ќе разговараме со секој, без разлика на партиска или верска припадност.
за да докажеме дека со нашите проекти може да понудиме живот за сите, рече кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски. Самиот факт дека СДСМ вчера го освои советот е доказ дека граѓаните избрале нова општинска администрација, посочи Бочварски. Резултатот беше целосно изедначен и неизвесен, но и неважечките ливчиња одлучија да одиме на втор круг на овие локални избори. Трендот се гледа, јасно е дека Социјалдемократскиот сојуз, нашата коалиција, ќе победат во вториот круг за 2 недели. Граѓаните веќе покажаа дека се ориентираат целосно за живот, за промени, за младост, за нова енергија на нашиот град. На денешната пресконференција Бочварски даде и свој коментар за неважечките ливчиња, но и за изедначување на бројот на гласачки ливчиња, ако се земе во предвид дека на изборите од пред 4 години, кога Захариев својот против кандидат го победи со над 8.000 гласа. Ние како партија освоивме скоро 14.000 гласови вчера. Тоа е одличен резултат. ВМРО ДПМН, ако збориме од 2013 е паднато од 18 на исто така околу 14.000 гласа. Од лани ние исто така имаме покачување од парламентарните избори, така што трендот се гледа. Граѓаните препознаваат младост, искреност, скромност. Според Бочварски, ВМРО ДПМН не го испочитувале предизборниот молк, а на терен за политички цели биле користени и ресурси на општината. На 29 октомври граѓаните на Штип ќе го направат вистинскиот избор и својата доверба повторно ќе ја дадат за Илчо Захариев, порача Иван Јорданов, кој истовремено на штипјани им се заблагодари за поддршката во првиот изборен круг. Најпрво сакам да ја честитам на сите граѓани на општина Штип за изборот кој што го направија на фер и демократски начин. Во исто време сакам да се заблагодарам на сите членови, симпатизери, поддржувачи на ВМРО ДПМН кои што на вчерашниот ден ни дадоа поддршката. Тоа за нас значи голема одговорност во работењето на Советот на општина Штип, да работиме во нивни интерес, во интерес на сите граѓани на општина Штип, да бидеме во нивна служба. Така и ќе продолжиме, како и досега, на честен, транспарентен, одговорен начин. Воедно сакам да искористам оваа прилика да ги повикам сите граѓани на општина Штип на вториот круг за 2 недели, да го направат вистинскиот избор, да ја направат разликата и да направат разлика како изгледаше Штип пред 10 години, како изгледа денес. На тој начин тие ќе бидат победници. Во однос на изиначените сили, сметам дека ќе имаат можност во вториот круг граѓаните да го направат вистинскиот избор. Одиме со другите актуалности. Дечињата од детската градинка Стибо заедно со своите родители преку приготвување на храна со здрави продукти кажаа не на чипсовите, на вештачките шекери, на газираните сокови и на се што е како нездрава храна и пијалаци. Родителите доста се потрудија околу овој проект и пак ќе повторам во насока на правилна искрена да ги едуцираме и дечињата, но и родителите да знаат во кој правец треба да се движат во однос на онаа храна која што ја подготвуваат за децата. И секој има право, секој граѓанин да го оствари своето право на храна и на искрена. Ние денес сакаме да ја пуштаме пораката дека правилната искрена е нешто со кое што сите треба да го практикуваме. Инаку во овој проект учествуваат сите 4 клона од детската градинка Стибо. Здраво се храниме за да бидеме здрави. Поготвивме тикрички и това е здрава храна. Важно е да се храниме здраво, за да бидеме големи и здрави. Прегазен пешак кај Крупиште. Возач на автобус рано утринава удрил во него. Ноќеска во Кочани се судриле 2 возила. Еден од возачите е потешко повреден и се бори за живот на клиника во Скопје. Другиот е хоспитализиран на клиниката во Штип. Згасна уште еден живот на патиштата во источниот регион. Утрова околу 6 часот кај Крупиште на магистралниот пат Кочани-Штип прегазен е пешак. Бил удрен од возач на автобус 48 годишен од Беровското село Смојмирово. 43 годишниот ДМ од Косовска Гековица со стан во Скопје од здобиените повреди починал во болницата во Штип. По незгодата, пешакот со возило на брза помош е пренесен во клиничката болница во Штип, каде како последица од здобиените тешки телесни повреди, за жал починал. Увид на местото на несреќата
По властување на јавен обвинител извршила увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Ноќеска во Кочани 2,5 часа по полноќ на улицата Димитар Влахов се судриле две патнички моторни возила Мазда и Поло. Во незгодата потешко повреден е 46 годишниот возач на Полото од Кочанско Спанчево, кој итно бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Возачот на Маздата, 38 годишен од село Уларци, е хоспитализиран во болницата во Штип. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено брзината на движење, бидејќи таа е една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици. До август на подрачјето на СВР Штип во сообраќајни несреќи загинаа 18 лица. Бројот на жртви до средината на октомври се искачи на 25 жртви. Лани на патиштата во источниот регион полицијата регистрира 18 загинати во сообраќајни незгоди. Од полицијата и следнава вест. Провиштипјанец оценувала 11 годишно девојче. Вчера во полиција случајот го пријавил незиниот 40 годишен татко, откако во незиниот мобилен телефон нашол фотографија со компрометирачка содржина. Во разговор со ќерка си дознал дека истата ја направило машко лице и дека со неа ја оценувал да излезе со него. Во спротивно и се заканил дека ќе ја објави на Facebook. Со малолетното девојче било разговарано и во полициската станица во присуство на родител и стручни лица, а по наредба на јавен обвинител бил извршен и гинеколошки преглед. Полицијата повела истрага за овој случај. На осомничениот од дома му бил одземен лаптопот како доказен материјал и тоа во присуство на неговиот татко. Полицијата работи на расчистување на овој случај. Познатата хрватска актерка Мија Беговиќ и приреди на штипската публика пријатно изненадување со изведбата на својата антологиска монодрама Се што премолчев. Овој културен настан се случи благодарение на проектната активност на заедницата на Хрвати Либертас Штип во соработка со Хрватската амбасада и со Универзитетот Гоце Делчев. Една од најголемите глумици на Балканот, хрватската дива Мија Беговиќ, во монодрамата Се што премолчив пред штипската публика на сцената на мултимедијалниот центар при економскиот факултет на УГД, проговори за својот интересен живот, за својата кариера, како и за интимните сеќавања кон саканите и незаборавот кон непрежалената сестра Ена. На новинарско прашање, Беговиќ одговори дека сака да биде културен аташе на својата земја. Mislim da je politika izuzetno odgovoran posao. Išla sam u doktorat zato što bih htjela biti u biti kulturna. Политиката е исклучиво одговорна работа. Запишав докторат затоа што сакам да бидам културен аташе на својата земја. Морам да докторирам и тоа е огромна работа, но мислам дека како амбасадор на својата земја преку театарот сум добро дојдена секаде. Уметниците можат полесно да ги договорат работите, отколку политичарите. Мија Беговиќ е свесна дека публиката ја гледа и во приватниот живот како глумица, но назначува дека глумците во обичниот живот многу малку сакаат да глумат. U monodrami, evo ja ću baš ekskluzivno sebe citirat. Во монодрамата напишав и реков повеќето од луѓето веруваат дека ние глумците највеќе во животот глумиме од сите, а не знаат дека на нас не е доста од глумата на сцена, па затоа се трудиме во животот да бидеме повеќе вистинити. На крајот од настапот со монодрамата Се што премолчив, Мија Беговиќ завршува. Особено интимно. Не сакам да се покријам со покривката на голема глумица. На сцената останувам заедно со публиката. И кон крајот на овој дневник исходот од изминатиот спортски викенд. Екипата на Брегалница освои драгоцен бод во Струмица на мечот против лидерот на табелата Беласица. Дерби над преверот на истокот се играше под рефлектори со пристојна посета на трибините и прволигашка игра на двете екипи. Дерби над преверот во втората македонска фудбалска лига група Исток, помеѓу двете првопласирани екипи Беласица и Брегалница, се одигра под светлоста на рефлекторите на стадионот Младост во Струмица.
Според информациите од тренерот на Брегалница Драга Христоски бил прикажан прволигаški фудбал во кој Брегалница била поблиску до победата, иако во последните 15 на минути играле со 10 играчи поради црвениот картон и исклучувањето на Јордановски. Беласица во водство дошла со голот на Радојчиć во 27-та минута, а Брегалница израмнила преку Темелков во 56-та минута. Еве ги комплетните резултати од ово осмо коло. Беласица Брегалница 1:1, Осогово Борец 1:2, Плачковица Кожув 3:1, Каменица Саса Тиквеш 2:0, Хоризонт Турново победа 0:3 службен резултат. Табела Беласица е прва со 20 бодови, второ место за Брегалница 18, трета е Плачковица 15, четврто и пето место за Кожув и Борец со по 13 бодови, шесто место Тиквеш 9 бодови, седмо место победа во Ланово 8, осмото и деветото место го делат Осогово и Каменица Саса со по 7 и последно 10-то место Хоризонт Турново со 3, иако веќе се знае дека е исврлен од лигата. Екипата на Китго Пехчево ја продолжува победоносната серија на истокот, во Берово падна и тимот на Малеш, а Кежовица освои 3 бода на гостувањето во Зрновци. Во прекрасен амбиент со полни трибини и по пријатно време екипите на Малеш и на Китго Пехчево одиграа добар надпревар кој го зачинија со 3 гола. Традиционалното комшиско дерби помеѓу овие лути ривали отсекогаш носело квалитетен и борбен фудбал полн со неизвестности. Така беше и овој пат, барем во првото полувреме, кога видовме убави акции и шанси за голови, но сепак мрежите останаа негибнати. Во вториот дел Китго го искажа својот фаворитски квалитет и постигна 3 гола. Во водство од 1:0 гостите од Пехчево дојде во 56-та минута со гол што го постигна Мартин Стојанов на додавање од Димовски. На 2:0 с големи штопер од Дени Андонов, покорно што го изведе Мартин Стојанов. Конечниот резултат Малеш Китго Пехчево 0:3 го постави Јорданчо Трендафилов во 77-та минута, покорно што го изведе Ташков. Во Зрновци пак тимот на Кежовица извојува драгоценна победа од 4:3 против Зрновка, а хетрик постигна Михајло Попдимитров. Еве ги комплетните резултати од ова седмо коло. Овчеполе Брегалница Голак 0:0, Слога 1934, Рудар 1947 1:0, Малеш Китго Пехчево 0:3 и Зрновка Кежовица 3:4. Табела Китго Пехчево е прв со 19 бодови. Второ место Рудар 1947 13, трето место Кежовица 12, четврто место Брегалница Голак 10, на петтото место Овчеполе има 9, на шестото место Слога 1934 8, седмо место Мале 6 и на последното осмото место тимот на Зрновка со само еден освоен бод. И на крајот бокс. Боксерите на Баргала освоија 2 златни и 1 сребрен медал на мечот на шампионите во Скопје. Селекторот Петар Чурелинов доби признание за постигнатите резултати и придонес за македонскиот бокс. Мечот на шампионите во организација на боксерски клуб Апаркат во Скопје беше успешен за боксерите на Баргала Штип. Беа освоени 3 медали, од кои 2 златни и 1 сребрена во конкуренција на кадети. Златен медал освоена Сасано во категорија до 57 кг, победувајќи го во финалето Лука Филиповиќ од Лав Куманово и Алпај Демира во категорија до 66 кг со победа против Рамон Ќазимов од Пинк Пантер, додека пак Сергеј Демиров загуби во финалето од Аридија на Земи од Шкуп и освои сребрен медал. Од раците на председателот на Боксерската федерација на Македонија Игор Златков беше предадено признание за селекторот, воедно и тренер на боксерски клуб Баргала Петар Чурлинов за особен придонес за постигнати резултати и промоција на македонскиот бокс овде и на меѓународен план. Инаку во сабота 21 октомври ќе се одржи четвртото коло на Боксерската лига на Македонија, најверојатно во Штип. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Довидување.